За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Најпрво да изразам искрено сочувство до семејствата на починатите, секако и да посакаме што побрзо оздравување на повредените. Мои гости се Војслав Зафировски, безбедносен експерт, универзитетски професор, Ленин Јовановски, одневодамна професор на Факултетот за безбедносно и човек со големо искуство во организација на јавни настани, угостител, собственик на еден од култните рок кафани во Македонија, клубови Ван Гог. Благодарам што сте овде. За почеток, после сето она што го дознавме овие 2 дена, многу информации, многу и грдино, многу информации кои што дојда до нас и од истрагата која што е во тек и која што се ветува дека ќе биде безкомпромисна. Војслав, од она што го знаеме, што се случи во Кочанската дискотека? Најнапред да изразам длабоко сочувство до оние фамилии кои ги загубија своите најмили и да посакам бргу заздравување на оние кои се на лекување во Република Македонија и надвор од неа. Се случи настан кој во црно зави преку 200 фамилии во Република Македонија. Се случи настан кој е траурен и јас не памтам некој потежок ваков настан во мојов живот. Тагува цела Република Македонија, тагува регионот, тагуваат сите пријатели на нашава држава. Се случи нешто што е всушност последица на отсуството на вистински систем, отсуството на функционални институции, отсуството на правната држава, а владење на системот на корупција, систем на бескрупулозно богатење на сметка на граѓаните. И овој настан, мислам дека не само што ќе ги промени животите на тие 200 и колку се фамилии, мислам дека ќе ги промени и животите и однесувањето на нас, граѓаните во Република Македонија, и ќе го промени односот на власта кон се она што се случува во Република Македонија. Ова е многу горчлива лекција за сите нас. Меѓутоа, нека биде последна и од неа да се извлечат поуки. Затоа што ова е последица на се она што во изминатите децении се случуваше. Неказнивост на оние луѓе кои се инволвирани во вакви настани. Еве да се подсетиме, беше случајот Ласкарци, каде што загинаа 14 души. Осуден е на неколку години затвор само возачот, кој може би во цела таа приказна и најмалку виновен. Нема никаква осуда за собственикот на фирмата која пушти автобус кој е технички неисправен. Натаму се случи модуларната болница во Тетово. Изгореа болни луѓе кои не можеа да се евакуираат за кратко време од таа болница. Истрагата се заврши со тоа што виновен бил кабелот, а немаше одговорност за ниту еден од актерите во приказната модуларни болници во Република Македонија. За тие модуларни болници се исплатени големи финансиски средства. Меѓутоа, градени се со материјали кои се лесно запалливи, за да поминат поевтино, за да има профит, оној што ги градел да има поголем профит во однос на цената на чинењето. Натаму се случи сообраќајна незгода во Република Бугарија, Бесатранс, каде што 55 македонски граѓани ги загубија животите. Со еден збор, и таа приказка се заврши без никаков епилог. Виновни биле возачите кои ги загубија животите.
А тоа што агенцијата вршела меѓународен превоз на патници, без да има лиценца за таков меѓународен сообраќај, тоа што на граничните контроли минувале без никакви проблеми, и кај полицијата, и кај царината, остана така, без да има некакви други реперкусии по инволвираните во тие приказни. Значи, еден однос на нефункционални институции, нефункционално правосудство и правда само за оние кои можат да си ја купат, кои можат да си дозволат да ја купат таа правда и кон никој друг повеќе. Ова е воедно, овој настан нека биде врисок, нека биде крик на македонските граѓани до премиерот, до владата да превземат се што е во нивна моќ во Република Македонија, да изградиме функционални институции кои ќе сватат дека причина за нивното постоење се граѓаните на Република Македонија, а не обратно, и конечно крик до правосудните власти што е можно поитно да го расчистат теренот за да може судовите да судат согласно законот, правдата да биде достапна за сите и правната држава конечно да завладее во Република Македонија. Ленин, дали се сложуваш дека ова е буквално кажано резултат на онаа константна децениска ерозија на системот, оние напластени домино ефекти кои што еве ги дознаваме на најгрдиот можен начин со 59 мртви млади луѓе. Еве, од твоето искуство и како човек што се занимава и со безбедноста, но еве и со настаните, кажав организатор си на многу настани каде што немало ниту единствен проблем. Сме го правеле тоа и како нокни волци, значи немало ништо, а зборуваме за илјадници луѓе, зборуваме за ивенти, зборуваме како човек и како угостител, но и човек кој што е, нели, магистер по тероризам, но и доктор на науки и професор по безбедност. Што се случи и зошто се случи, Кочани? Најнапред и јас сакам да изразам жалење и сочувство до семејствата и до сите нас како народ. По секој случај дека ќе се согласам дека е последица на овој девастиран систем кој што се гради со години наназад и сите ови што беа од колегата споменати претходно случаи се резултат на еден таков систем кој што се дозволи наместо да е во опагање, да е во пораст. Па од таа страна ни се случува да наместо да функционира правна држава, да владее корупција, неказнивост, толеранција, привилегии, да имаме недопирливи, да имаме партиски пулени, партиски криминалци, да имаме локални криминалци, мафијаши, моќници, шерифи, финансиите кај што ги решаваат сите проблеми. И сето тоа да се напласти, да за жал резултира со една ваква трагична случка, која што не само што се одрази тука, се одрази и како што гледаме и пошироко од нашата држава, каде што на вистина по обем е застрашувачка. И не само дека е алармот вклучен, него пишти сега и народот, иако ќе кажам дека сите сме морално одговорни, сите носиме морална одговорност, сите сме на некој начин и виновни за ова што се случи, бидејќи ние како граѓани дозволивме да дојде до ова дереже. Иако не треба сега многу да се бараат виновниците, кажа вината е секаде, виновни се и оние родители чии малолетни деца излагале тамо во ноќни часови, иако знаеле дека не треба да се после 12 часот тамо. Оние граѓани кои што го гледале објектот, знаеле дека не ги исполнува стандардите, знаеле дека што се случува во него и како изгледа, меѓутоа очигледно никој не правел притисок и не пријавувал. Пак ќе кажам,
како последица некаде на страв, некаде на човек кој што вика ајде што ме интересира тоа мене. Не верувам дека има, меѓутоа и да имало пријави, сигурно викале ништо не му можат него, џабе кидам ке пријавувам, како што многу пати многу луѓе кај што пријавуваат кога се во било каква неволја заради одредените тие такви блискости и толеранции, особено од оние, како што кажав, што има заштита од власта, која е моментално на власт, се во одредени привилегии им е дозволено да прават што сакаат. Она што би сакал да го напоменам, од кое што можам како граѓанин да бидам задоволен е на брзата и ефикасна реакција на владата како колектив, која што во многу брз рок осомничи, пронајде исклучително важни докази и документи за како аргумент за тоа што се случило. Добра е координираноста, добро се постапува, ги пратиме пресконференциите и гледаме дека очигледно има некакви промени, нови ветришта за она што се случува во периодов од кој имаме новата власт, бидејќи сведоци сме и на претходни постапки кои што се решаваат, меѓутоа мора да знаеме дека очигледно се големи проблемите и многу е натрупано од овие проблеми. Во секоја пора е влезена корупцијата, неказнивост и сето она што го споменав претходно, за да може толку брзо да се справиме со сето ова. Не зборам само во делот на тоа што се уапсени лицата, тоа е една работа, гледаме што бързопотезно се реши, меѓутоа може би помалку се приметува или помалку луѓето гледат на се она друго што е организирано околу распоредување на повредените, реакција на медицинскиот персонал, на помошта која што се обезбеди во соработка со околните држави кои што имаат специјализирани центри кои што ќе помогнат на повредените, така да во целокупно гледано направено е максимално можно според она што е мој впечаток, што како реакција на последиците кои што се случија. Се надевам дека и санкциите кои ќе следуваат ќе бидат доволно силни да понатаму не му текне на некој да направи вакво нешто. Верувам во она што го зборува и премиерот и министерот за внатрешни работи, кои што очигледно лавовски ќе треба да се зафатат онака како што најавуваат и да ги решат сите тие проблеми и да влезат тамо кај што се и оние недоперливите, тамо каде што со години се толерираат по разни основи, како што кажав, што по партиски се толерираат, што по етнички, што по корупцијски методи. Значи треба еднаш да се стави крај, бидејќи превенција мора да има. Спомена ти дека јас сум организатор, односно, ајде да кажам, сум ги водел тие организации, секако не сам со луѓето што се околу мене, меѓутоа дури некој можеби тогаш се засмевали или ајде бе морали баш така да биде. Мора да биде секако што треба. Кога сме организирале ние инвенти, се си било пријавено во МВР најнапред, пријавено во градот Скопје, повикани стручни лица од ЕВН да направат поврзување на електричната енергија, пријавено во медицинските центри, повикани возила за брза помош соодветно на бројката која што сме очекувале, противпожарни возила, сме го обезбедувале настанот со служби за обезбедување и со наши редари, и токму затоа кај нас после толку настани, каде што со илјадници луѓе продефилирале, не се случил ни еден инцидент, ниту вербален, а не да кажеме физички или од поголеми размери. Сме правели и ние огномети, меѓутоа сме ги нарачувале од лиценцирана фирма, која што фирма имала задолжение да има своја присутна екипа. Не знам, се сеќаваш веројатно исто така кога имавме еден посилен дожд, кога мораше лед екраните да се исклучат, за да не се
случаи и тоа нормално влијаеше на настанот, меѓутоа од безбедносни причини ние моравме да го направиме тоа, макар и да пропадне настанот, за да не се случат некои поголеми последици. Така се прави и тоа треба секој да го применува. Не случајно се измислени тие дозволи, лиценци, склучување на договори. Не велам дека и тогаш не може да се случи нешто непредвидено. Меѓутоа, многу е поинаку ако вие си ги превземете сите превентивни дејства за да превенирате се што по предпоставка може да се случи и се што законот го предвидел, ние одевме малку и повеќе од тоа за да докажеме дека ние како структура, како клуб кој што се прокламираме како хуманитарен и општествено користен, да не дозволиме да ни се случи некој инцидент кој што ќе ни го оцрни името. И кој така размислува, каде што и знаеш дека нашите собири не биле и инвенти не биле од комерцијален карактер. Сите тие биле од забавен карактер, сме обезбедувале средства од наши извори, значи не било во презнак финансиската добит, за да мора, а сме го плаќале, бидејќи сето тоа кошта. И ангажманот на полицијата, и ангажманот на противпожарните возила, и ангажманот на брзата помош, сето тоа коштало, меѓутоа сето тоа требало да биде предвидено во буџетот кој што го планираме. Инаку не можете да правите ниту инвент, ниту забава, ниту да се предимензионирате од она што може да го направите. Војслав, дали може да се надеваме, барем, дека оваа трагедија ќе биде последен аларм, односно крешчендото, да го наречем слободно, на таа македонска корупција, користољубие, ова е резултат на тоа. Дали после ова може да очекуваме да се случат работи кои што треба да се случат? Владата најави дека бескомпромисно нели ќе влезе. Ми се допадна како кажа премиерот Мицкоски дека ќе ги тегне за уши. Јас би додал и на клоци. Би требало тие кои што се офајдиле од тоа, мислам што повеќе и помалку да кажеме. Дали да очекуваме едно ресетирање и конкретно ресетирање на работите и како треба да се направи тоа, како човек кој што поминал низ безбедносните структури, знае како треба? Јас, ако се сеќавате, во повеќе наврати сум кажал дека Република Македонија треба да доживее целосен ресет на сите институции. Така, една катарза, да. Една катарза. Мислам дека ова е тој момент кога се прекршуваат работите. За жал, секое зло добро дека испадне барем нешто. Јас велам многу горчлива чаша пиеме како држава, како нација со ова што се случи. Меѓутоа, сметам дека ова е моментот кога нештата ќе се прекршат и ќе тргнат во една друга насока. Многу сум пријатно изненаден, ако можам да кажам така, со транспарентноста што ја гледаме од вчера, еве, денеска, цел ден, цело време граѓаните се држат во тек со се она што се случува. Имаме пресконференции на министерот за здравство, на министерот за внатрешни работи, на министерот за надворешни работи, на премиерот. Цело време нацијата се држи во тек со се она што се случува. Имаме изјави и од републичкиот јавен обвинител Коцевски. Така што и Ангелов се вклучува. И Ангелов од време на време, да. Така што за прв пат тоа е тоа што ме уверува дека стварно ќе се случи она што треба да се случи. Она што граѓаните на Република Македонија го очекуваат веќе децении наназад. Да профункционира правната држава. Да се обезбеди правда за сите, а не само за оние кои можат да си ја купат. Јавното обвинителство. Не знам како можат така да се однесува, говорам за минатиот период, за сите овие несреќи кои ги имавме со ласкарци, со модуларните болници, со несреќата со автобусот во Софија. Па ако сакате и 93
93-та година атентатот на председателот Киро Глигоров. 95-та. 95-та, пардон. Така, во војска бев тогаш се Така, сеќам. 95-та година атентатот на председателот Глигоров. Министерот за внатрешни работи не смогна храброст да излезе пред јавноста и да сподели барем какви и да се информации со кои располага. Не, тоа од него не го видов. Ден денешен нема ништо околу тоа, а тој беше награден со министер за надворешни работи. Тоа е преседан во историјата на светот, не постои такво нешто. Како нема ништо? Се сеќавате на книгата на Стојан Андов? Така. Стојан Андов посочува дека милиончето за промена на името. Милиончето за промената на името е всушност работа на тој Evergreen министер кој што сега се дрзна да не одиме натаму, но мислам не би го спомнал искрено од хигиенски причини, можеби, но да не одиме во друга насока. Да. За тоа би го прескокнал. Инаку сакав само еден мал коментар, мал коментар за она што се однесуваше до обвинувањата и ашкањето на полицијата, дека полицијата е таа што требала да го обезбеди настанот, што требала да внимава на пиротехниката и така натаму. Тој човек, Evergreen министерот, никогаш не ја разбрал полициската работа, ниту тогаш кога беше министер, ниту пак денес ја разбира. Амбиентот е многу променет. Значајно е променет од времето кога тој беше министер и она што денеска се случува. Во она време, за одржување на каков и да е јавен собир или настан културен, забавен, каков и да е, мораше да се бара согласност и одобрение од Министерството за внатрешни работи. И тоа најмалку 24 часа пред одржувањето на настанот. Кога полицијата ќе ви дадеше одобрение, тоа значеше дека ги превземала и обврските да го обезбедува настанот. 2000 година амбиентот се промени, се донесе закон со кој се овозможи да се формираат агенции за обезбедување имоти. Кој ја презема улогата? Кој ја превзема улогата на обезбедувачи на такви собири. Сега е приведен и собственикот и четворица од обезбедувањето. И четворица од обезбедувањето. Сега, овдека морам да напоменам дека полицијата, треба да знае, и сигурно знаела, независно од тоа што организаторот или собственикот на тој ноќен клуб не ја известил полицијата. Полицијата сигурно знаела. Меѓутоа, полицијата не може да превзема никакви активности во смисла на обезбедување на настанот, затоа што друг е организаторот, затоа што организаторот по закон е должен да има обезбедено, она што и господинот Ленин го спомна, да има обезбедено агенција која ќе го обезбедува настанот, ќе има своја редарска служба, ќе внимава на тоа кој влегува, кој не влегува. Не смее да дозволи влегување внатре на малолетници. И така натаму, и така натаму. Полицијата, кога ќе влези внатре, ако констатира дека има малолетници, тоа значи дека ќе треба да го санкционира организаторот. Да го санкционира и организаторот и тој што дозволил малолетници да влезат внатре. Според информациите, почнале со легитимирањето во моментот кога е започнат пожарот во превод, не ни успеале да го сторат тоа. Дај Боже малку порано да почнало, ама сплетот на околностите, нели, за жал. Тоа е тоа. Така што не сакам да бранам никого, не сакам ни да напаѓам никого. Истражните органи ќе си ја завршат работата онака како што треба и длабоко сум убеден дека како до сега, така и во наредниот период ќе бидеме благовремено информирани за се што се случува во врска со тој настан. Се надевам дека убавите вести ќе ни дојдат од местата кај што се згрижени повредените.
што се однесува до одговорноста, мислам дека за многу кратко време ќе ги имаме имињата и презимињата на сите одговорни, на сите што стојат во низата на корумпирани лица кои дозволиле и овозможиле во еден ваков објект да се организира ваков настан. Да напоменам дека постојат стандарди. Лиценцата не е ништо друго, туку гаранција дека се исполнети минимум потребните услови и за безбедно одвивање на настаните што се организираат внатре, дека се обезбедени минимум технички предпоставки за безбедно одвивање, што подразбира материјалите од кои е изграден објектот да бидат со висок степен на огноотпорност, што подразбира објектот да има соодветен систем на вентилација кој ќе обезбеди довод на чист воздух во самата просторија. Салонитки имаше горе азбестни, ова беше шумпа, да не речам срамота. Ова е срамота. Ова е за сосема десета намена, ова е не е за лесна индустрија. За лесна, не за лесна салонитки индустрија, од горе имаше азбестни, мислам. Нема еден излез бил заклучен со катанец, 2 ПП апарата на 500 луѓе, 250 требало. Не бе, Ленин, ако одиме според сето она што се случувало, требало да бидат 500 луѓе биле, 250 биле пријавени со карти, претпоставам толку и капацитетот. Едната врата е заклучена со катанец, па и со стиропор, нели изолација топлинска си правел домакинот, да го наречам. Пиротехниката е без, како што кажат ти на ивенти, се бара луѓе кои што знаат да ракуваат со тоа. Од нив се нарачува, да. Ова е според последните информации од самата група донесено, но значи сите работи наведуваат кон пропусти. Дали ова Македонија во последно време каква што стана, значи ништо не е по правило, ништо не е по стандард, лиценцата е не баре технички преглед на возилото, ништо од тоа не е исполнето за да функционира. Но еве, покрај сето ова, дали ова да се биде или не ситуација со разрешувањето на оваа ситуација. Дали реално, доколку ова не се разреши, можеме да си го викнеме чом да го изгаси светлото во Македонија, бидејќи ако не заврши како што треба, а како што кажа и ти самиот, на добар пат е вадата, но се разрешили? Јас очекувам дека ќе се разреши. Јас кажав дека сум многу задоволен од она што одговорните лица во држава го изјавуваат, особено од последната пресконференција на премиерот, каде што лавовски, безкомпромисно, дури се недипломатски изрази за да стане јасно колку е сигурен и колку е насочен кон желбата да сето ова се реши на правилен начин и да понатаму не дозволи да дојде до вакво нешто. Имаме, како што кажав и претходно, многу работи кои што веќе се решени и кои што благодарение на тие решенија не дошло до некакви поголеми последици. Еве, јас ќе го спомнам само и патот што се гради према Охрид, Кичево-Охрид, каде што го возам скоро секоја недела, бидејќи имам обврски тамо, и сум го возел и со мотор и со кола. 7 години беше целиот пат црна точка, кај што испозагинаа многу луѓе, многу малку се зборувало за тоа. Денеска, за 7 месеци имате тотално променета слика и секоја недела кога патувам, секој пат гледам дека е поуредено и поуредено. Значи, да не се кажав, не само што е запалена црвената светилка, него и се вришти. Меѓутоа, да оставиме да си одработат надлежните институции работата, да не им се прави притисок, да не се разводнува работа, бидејќи од оние некои новинари или квази новинари што ги гледам по пресконференциите, каде што поставуваат прашања со заклучоци кои што произлегуваат констатации, кои што произлегуваат од дезинформации, дополнително ја отежнуваат работата каде на надлежните, меѓутоа и кај нас создаваат дополнителни вознемирувања заради тоа што да не се лажеме. Да.
идат и понатаму да побараат и оставки. Замислете во една ваква ситуација кај што треба да се побара максимална ажурност од институциите, од премиерот, од министерот, да направат се што е можно. Замислете, тие сега треба да дадат оставка и тоа некој да го работи кој? Значи, не е време да се зборува за тоа, туку треба да се остават луѓето, да се поттикнат, да се заврши работава Председателот на СДСМ повика на единство, а новинари, како што викаш, тие и исто така еве излегува сипаат шпекулации масло на дека самиот Бен донел пиротехниката што беше на некој начин и демантирано. Новинарите треба да си бидат професионални да се потрудат барем оние непрофесионалците. Гледаме поголем дел од новинарите се високо професионални и со години што си ја работата си ја знаат, меѓутоа овие некои нови квази новинари придојдени или партиски инструирани гледаат од ова да направат некаков циркус, меѓутоа очигледно се брзо препознаени и веќе дури и опозицијата преку последната пресконференција на нивниот председател гледаме дека ретерира во ставовите и го чувствува гневот на народот и ја спушта топката, бидејќи не е добар набојот што се прави. Еве видовме оправдан револт на младите во Кочани сега. Не знам дали гледавте дека тамо веќе на некоја се прават протести кои што се со кршење, со демолирање на кафулето, ресторанот, превртување коли и така натаму, што и тоа не е добро. Значи и тоа може да предизвика други последици. Без разлика на колку е голем револтот, треба да се остави институциите да си ја вршат работата, бидејќи тие најдобро знаат. Министерството за внатрешни работи е тоа што ќе треба да ги превземе сите мерки да санкционира. Не треба никогаш да земаме ние правдата во наши раце, колку и да сме гневни. Затоа сите треба да сме воздржани, сите треба да внимаваме на нашите искази, што ги кажуваме, бидејќи и сето она што се објавува, сите бараат некој популизам, нели поголема читаност, има некои фотографии, некои снимки веќе што излегуваат кои што не се добри за гледање, особено за оние семејства кои што имаат настрадани во овој немил настан. Голема непрофесионалност. Да не ги спомнувам овие случајните луѓе кои што заради својата глупавост по социјалните мрежи пишуваат се и се што и прават секакви навреди, дури и се исмеваат на целава ситуација. Не сакам, меѓутоа еве тоа е модерното време. За жал тие социјални медиуми дозволија да до пошироката јавност имаат пристап и луѓе кои што не го заслужуваат тоа. Јас би бил среќен кога би имало механизам кој што би ги спречил или би ги елиминирал и би ги препознавал тој некој софтвер кој што ќе препознава такви луѓе кои што се со негативен набој, кои што навредуваат, кои што не бираат зборови во целава ситуација дека прават поголема штета, а дури некои прават и прекршоци, дури може и кривично да одговарат заради тоа што постапуваат на таков начин како што постапуваат. Кажувам, мислам дека добро е фатена работата. Немаме друг избор сем да веруваме и да очекуваме во сета на посветеност што е најавена и ангажман на државните институции, на премиерот, на министерот да ја завршат оваа работа. Немаме простор ни за друг избор, ни за колебање, особено кога имаме нешто што веќе дава резултат и нешто на кое што мора да му се даде поддршка за да се стави бар до некаде овој девастиран систем. Гледajte што се случува во судството. После сите оние скандалозни одлуки не може да дојде до некакви брзи и сериозни промени. Знаеме што се случи на 27-ми, од тие донесени закони, не може луѓето да излезат од затвор заради тоа што не може да се најде механизам и начин како да се совлада тоа криминално судење кое што им се случи и да луѓето излезат на слобода. Имате по министерствата се уште луѓе на одговорни функции за кои што биле корумпирани или имале луѓе кои што биле привилегирани додека биле на местата, не може да се направат разместувања, да се екипира тимот
дури ниво МВР, каде што е потребно да имате кадар со кој што ќе имате доверба и што ќе соработувате, ги држат на челничките места, бегаат на боледување, зимаат плата, нефункционални сте, не соработуваат и можете да замислите министерот со какви се соочува со проблеми. Ова не дека новинарите не го знаат и дека можеби јавноста не го знае бидејќи не допира тама, меѓутоа тука недостасува и другата работа. Не може дел од новинарите да бараат само одговорност. Кај биле, еве да кажеме, прв себе се ставив како виновен, како граѓанин што не сум реагирал, меѓутоа новинарите имаат многу моќна алатка, кај биле тие да проверат, да истражат, да видат, да посетат некој од ноќните клубови, каде е тоа истражувачко новинарство, да констатираат одредени проблеми. Ние се некако премногу посвестум го правиме за да се случи, па да реагираме после и да се правиме паметни. За жал и постмортум, да. Затоа кажувам, нека си ја терат институциите работата, а се понатаму од кога ќе се среди, ќе видиме, ние сме граѓани, гласот го даваме на избори, ќе видиме дали тоа што го сработила оваа влада, која што е избрана од народот и која што го има полниот легитимитет да ги прави промените, ќе бидеме задоволни со тоа што ни го ветила и ќе ја гласаме повторно или пак ќе гласаме за некоја друга опција. Значи, меѓутоа тоа не е сега поентата, не е сега времето да ние бараме некакви оставки или некаква политичка одговорност кога гори вака, гори секаде, не само во делот на угостителството што се прави. Во фискалната политика гори, во реализацијата на тендерите гори, во издавањето на разноразни документи. Еве имаме одлични резултати, јас пошто ги пратам работите, знам и во царината. Значи, царината, веќе постапувањето и она што го дава како резултат, многу работи синџири се прекинати. Тоа никој од новинарите не го пишува или не го истражил да видат со какви се директорот на царината и тие царинските служби, со какви све закани се соочуваат, заради тоа што се многу канали прекинати што функционирале како добар ден, како сте, поминувај и колку е само, да не зборам за финансискиот аспект, колку е финансиски добита на државата за разлика од претходните години во еден ист систем на функционирање, на работење и на миграција на стока и добра. Така да мислам дека и верувам дека ова гарнитура на власт како влада генерално, еве јас не е само ВНБ од ДПМН, тој се поширока коалиција, има тука и други партии. Значи тука е и ВЛЕН, коалициониот партнер кој што еве како што гледаме, некој се обидува да даде и етнички карактер сега, да направи етнички тензии, што не пробаа да направат до сега. Еве сега повторно нивната задача е тука да обстојат и да не паднат на тие ефтини трикови кои што ги прави опозицијата за да искористи некакви поени и некаква грижа за својот етникум. Го видовме тоа, знаеме се, не знам само како на луѓево не име неизгодно, не име срам да излезат и да зборуваат за нешто за кое што ова што се случи денеска е нивни производ. Значи, тие немаат легитимитет да зборат. Тие треба да не постојат во политиката. Тие се тие што треба да дадат оставки на своите партиски функции и никогаш да не се занимаваат повеќе со политика. А богами да се скријат. И да се скријат и да дозволат да иде напред држава. Не можеме да го фрлиме сидрото и да не влече надолу, како што му е. Видете, тоа е работата што политичарите, тие политичари мислеа дека со фрлање на сидрото кидат напред. Токму за тоа зборувам. Тие го фрлаа сидрото кое што влече надолу и ќе те задави, меѓутоа они во нивниот ум тоа не е така сватливо. Така и не донесоа до ова дереже. Но еве, дали Војслав токму она што е насушна потреба на македонско општество, колепче што вели народот, е токму справување со оној момент и покажување на оној момент дека рибата смрди од главата. Она што се случува сега во моментов е еден поранешен министер за економија,
и неговата државна секретарка, ајде со целата презумција на невиност Бектеш и Чекич, нели? Се каде што се, односно во притвор, заради тоа што лиценцата е нели потпишана од некого, како сето тоа се случило. Еве, дали конечно за македонско општество да почне да доживува таа катарза, ни треба справување со рибата која што смрди од главата. Не како што велеше оној Ајвано што го спомна Лени, дека смрдело од опашката. Тоа не му беше лапсус лингва. Јас мислам дека тој така мисли, па кабелот е нели на опашката, не е на главата. Дали насушна потреба ни е токму справување со моментот на смрдењето од главата, односно на врхушката која што била таму. Не е портирот виновен во двојник, нити пак сестрата во нели онкологија, ниту пак кабелот во модуларните болници, возачот во Ласкарци и кај Борис Трајковски кој беше, па да, пилотот е секојаш виновен, нели? Не може така, нели? Мора да излеземе од таа матрица, тој волшебен магевсан круг. Мора да се излезе од тој магевсан круг. Проблемот во Република Македонија е корупцијата. Тоа е проблем број 1, тоа го знаат сите граѓани. И многу анкети, и пред изборите, и после изборите говорат дека клучниот проблем во Македонија е всушност корупцијата и организираниот криминал. Кој може да си дозволи да бара мито? Кој може да си дозволи да бара пари за каква и да е услуга? Само оној на кого му се може. Инспекторите кои што имаат хациенди, инспекторите кои имаат возат колишта, дали бил градежен во општина, јас сум имал лични случаи, срамота жива, невидена, нели? Што ќе напише се чудите, ама да, за жал, тоа е од таму почнувајќи па до крајот, па еве велат Бектеши не знаел со сета презумција повторно, ама дека министерот не знае што се случува во неговото министерство. Знаете што, ако работник направи каков и да е пропуст и заради тој пропуст се расипи машината, ќе му го стават на товар тоа. Да. Ќе ја исплаќа поправката на машината со години. Од плата ќе му одбиваат. Од плата ќе му одбиваат. Дисциплинска комисија. Да, па, 300 чуда ќе се случуваат. Овдека избран јавен функционер, министер, тој мора да знае што се случува во неговото министерство. А особено мора да знае што подпишува. Затоа вреди неговиот подпис. Кој би го барал неговиот специфичната тежина е таа. Подписот е битен. Подписот не е да сликаш по телевизија и да даваш политички изјави. Играта овдека е многу едноставна. Станува збор за архивски број ставен за некој надворешен инвеститор. И едноставно покриење. И сега, оние опаски што се упатуваа на полицијата, па добро, зарем инспекторите од полиција или инспекторите од локалната самоуправа не можеле да препознаат дека е фалсификувана таа лиценца. Како може да препознаат? Има образец со грбот на Република Македонија. Има подпис на министер или на државен секретар. Така што има архивски број. Белки нема да земи телефонот инспекторот и да проверува сега во Министерство за економија дали под архивски број ви се води тоа и тоа. Не. Он гледа документ, лиценца. Дали е фалсификувана? Не дај Боже, после вакви случувања може да се констатира и фалсификатот, може да се констатира и кој го ставил подписот и зошто го ставил подписот. Меѓутоа, такви подписи не се ставаат за бадијала. Тоа се прави за големи пари. Тоа е исто како што обвинителството и судот не се дрзнаа да прашаат за издадените 215 пасоши. За колку пари е тоа направено? Никој не ги праша. Ги осудија оние јадни луѓе кои се всушност најмалку виновни, тие што фотографираат.
А клучниот играч не е никој друг, туку тој денес што седи во парламентот и што е координатор на пратеничката група на СДСМ. На судењето во Белград на криминалната група Беливук, еден од сведоците има кажано дека за 30.000 евра преку човек на Оливер Спасовски, со име и со презиме, може да се дојди до македонски пасош со лажен идентитет, со кој ќе може да одите каде сакате. Никој од обвинителите не го постави тоа прашање и не се обиде да дојди до вистината. Нити пак судечката судика за тој случај постави прашање за колку пари е чинета таа работа. Едноставно се заташка. За прв пат имаме истрага која е темелна, во која се вклучени сите надлежни институции, кои се одлично координирани и она што е многу значајно, ја држат јавноста во тек секојдневно, од час во час, секоја нова информација е споделена, така што нема ништо во ракавици ставено, нема ништо што ќе се обиде некој, нема ништо да се обиде некој да ја изврти вистината и да сокрие некого. Не. Ова е тој вистински момент. За жал, пак ќе кажам, пиеме горчлива чаша течност, како нација, како држава, како народ. Меѓутоа, во сето зло, да се обидеме да го излечеме доброто. А тоа е поуката. Тоа е поуката. Овој врисок на народот да се слушни, да го слушнат пред се луѓето која водат оваа држава, да сватат дека на луѓето им е преку глава од такви моќници кои ги полнат сопствените джебови, кои се јавно избрани, поставени да вршат јавни функции, а всушност они полнат джебови. И она што два пати Ленин спомна девастиран систем. Ние немаме систем. Систем е часовникот. 60 отчукувања на сказалката за секундите ја мрднува по големата стрелка од часовникот. 60 такви ја мрднуваат малата стрелка. Тоа е систем. Ние немаме функционални институции кои меѓу себе умеат да комуницираат. Мене многу ми пречи кога ќе кажат дека две министерства подпишале меморандум за соработка. Каков меморандум за соработка? Каков меморандум за соработка? Вие сте должни меѓу себе да комуницирате. Затоа што вие, како институции, сте причина да постоите. Граѓаните се причината за да постоите. И нужно мора да комуницирате меѓу себе. А не преку меморандуми да правиме некакви театарски представи, да замачкуваме очи на јавноста дека еве сега нешто се случува. Не се случува од тоа ништо. Нештата ќе се случат тогаш кога рибата ќе почне од главата да се чисти, па надолу. Ленин, факт е дека рак рана на македонското општество токму се митото и корупцијата, рушвет народски кажано, кој што го даваат од налека родење до немајкаде, нели, од немајкаде секаде, но мислиш ли дека толку е метастазиран што не може да се исчисти, расчисти, или сепак може и еве ти како човек и како бизнисмен си се сретнува, претпоставам, многу пати со обиди такви се. Како ти, на пример, би го решил овој круцијален македонски проблем? Многу сложено. Многу сложено. Радикално, дефинитивно треба, но како? Да, заради тоа што во еднаш човек
кој ќе биде коруптивен, тој никогаш не може да го ставите во ред. Значи, секој си ги гледа своите можности да... Тој на кој место да го ставиш, тој така е воспитан. Системот му дозволи тој... Да, значи треба затоа... Така е инфициран. Инфициран. Како што спомна Воислав, значи треба да се менува од корен. Меѓутоа, кај нас законите се така испомешани, толку се напишани од непрофесионалци или од оние некои кои што уопште немаат допирна точка со материјата, а се толку суетни да не сакаат да вклучат експерти во тоа. Јас сум се соочувал со такви работи кога се носеле закони, колку се тие суети. Па спомнавте вие соработка, меморандум за соработка. Вие имате, например, јас со она што сум го работел, што сум се сретнувал, имате закони и правилници кои што ги носи Министерство за економија и закони кои што ги носи Министерството за внатрешни работи, како што е законот за безбедност, например, во сообраќајот. Тие еден со друг не се во координација. Пропишаните нешта за една работа во едниот закон се различни од она што го третира другиот. Значи, имаме несоработка. Се е тоа производ на, да кажам, тие суети, се е производ на таа некоординација, се е производ на пашалакот кој што вика ова си е моје министерство, јас ке си работам јас како што сакам, не ми се мешајте. Ова министерство јас го водам, не му одговарам на овој премиер, му одговарам на мојот партиски председател и така натаму и така натаму. Премногу е партизирана администрацијата, прво од нестручен кадар, второ од корумпирани административци и мислам дека проблемот треба да се решава сепак она што викаме да почнеме од главата. Значи, овие подоле што се, може да бидат под надзор и контрола, за да не им се дозволи да можат да бидат корумпирани и тие да поминуваат со многу по... и да кажем и со помали казни, а направиле голема штета. Токму затоа се подписите на министерот. Јас лиценците што ги вадам за работа во превозот во патничкиот сообраќај се подпишани од самиот министер. Сега негде се факсимили, меѓутоа министерот е одговорен. Ако јас вам ви го доверам мојот факсимил и ви дадам право или овластување во моје име да подпишувате, моја е одговорноста. Јас сум ви пренел свесно дел од моите овластувања. И нема што ја да бегам да речам сега, не знам, државниот секретар подпишал или кај секретарката беше факсимилот, она удираше печат и... Не е тоа така. Значи, се знае каде е централизирана одговорноста. И кога вие ќе имате некоруптивен министер кој што си е професионалец и што не одговара пред партиските органи, туку одговара пред премиерот, одговара пред граѓаните, тој ќе си направи тим кој што ќе ги контролира сите овие подолу. Затоа кажав преска, без промена на раководните структури во министерствата, во институциите, кај што мора сите да се сменат. Значи, мора да настрадаат сите. Покрај сувото, гори и сировото, како викаат. Некој ќе настрада може и што не треба, некој може би што е добар. Меѓутоа, мора да се иде по мерит систем. Значи, не може споил системот да е секогаш и партиските заслуги да се над интересите на граѓаните, на општеството и на државата. Секоја чест партиските луѓе кои што трчаат за партијата, кои што дале све за партијата, да си го добијат заслуженото, партијата нека си ги награди нив, државата и граѓаните немаат должност да ги плаќаат партиските активисти. Партискиот активист може да напредува ако има квалификации и ако е докажан во она што се става. Ние во минатото имавме луѓе да се нафатат, министри да бидат, тој нема ден работен стаж. Директори ги ставаат на институции без никакво искуство. Кај им се чудам на луѓево што сами се нафаќаат на една таква одговорна функција, се чудам и на овие што им дозволуваат
што ги назначуваат на такви функции. И како вие сакате еден човек кој што појма нема, дошол како награда за своите партиски ангажмани на некоја позиција кој што нема никаква стручност ниту и организациони способности, дека тој ќе работи во служба на државата. Нормално дека одма ќе се соберат околу него тие помалите од опашката што се ќе му се придат, ќе почнат да го тапшаат по рамо, ти си најдобар, ти си види колку ти све знаеш, за да може да им дозволи тие да си го продолжат тој коруптивен начин на функционирање што си го практикувале со години наназад. Затоа, како што рече премиерот, сите тие таквите за уши и надвор. Нема милост. Можеме ние да бидеме вакви или онакви, меѓутоа кај што е во прашање државата, кај што е во прашање системот, и реков девастиран систем. Значи го споредивте со САД, точно така. Меѓутоа девастиран САД значи не покажува точно, наместо на 60 секунди да мрдне минутата или ќе мрдне 2 или воопшто нема да мрдне. Затоа кажуваме дека е урнисан системот и тој треба да се прави. Многу е тешка состојбата, многу е тешка задачата на оваа влада за да воспостави колку толку функционален систем, колку толку зборам. Не знам дали ќе стигнат за 4 години да ги решат проблемите. Не сум до толку оптимиста, дај Боже да направат, меѓутоа со она што го прават, колку ќе и 1%, 2% да не спасат од, да кажам, и како жртви, и како луѓе кои што треба да живееме во овој систем, јас да кажам ќе бидам задоволен. Доволно е да видам напредок и да знам дека амплитудата оди во нагорна линија. Тогаш би бил задоволен. Не, сакав само една работа да надополнам. Вели, се прашувам, ни стручни, ни компетентни, нити со организациони способности, а се нафаќаат да извршуваат функции. Знаете која е нивната психологија? Дека функцијата ќе му донеси памет, дека функцијата ќе му донеси компетенции, стручност, А Бога ми ќе го направи, ќе го направи паметен и убав, ќе му ги наполни джебовите. Не. Тоа е нивната психологија. А во суштина, функцијата доделена на такви луѓе, значи чекор поблиску до отчовечувањето, до расипувањето. Буквално до расипување. Личноста се губи. Не можете тогаш ни шамар да мудрите. Затоа што за да мудрите шамар треба да има образ. Дали мислите, за крај нека биде, дека најдобра предиспозиција и најдобар поттик и сепак, да не речам и нели отворен пат за оваа влада да го направи тоа што треба да го направи, а тоа е нели системот, мислам дека треба да го доструши, што се вика, за да го изгради повторно од почеток, она катарза што ја спомнуваме, и да се надеваме дека ова беше крешчендото, врвот на македонската глупост, корупција, користољубие, што и да има многу работи се собра. Токму е моментот што народот ги дава сите овие работи со две раце, мислам дека би гласали и поддршка би дале, независно дали се македонци, албанци, срби, роми, на сите им е пукнат филмот од она што се случува, бидејќи она што се случува во сообраќајот, она што се случува во дискотеката во Кочани, оваа трагедија, се случува заради немањето на систем. Дали власта и оваа влада сега има најчист пат токму заради поддршката на народот, која што е несомнена, не верувам дека постои човек во државата, освен некој партиски така што гледа да се спаси од на друг начин како што има нели сега во моментов, дека никој во државата не е против ова што се случува. Дали тоа е најдобра предиспозиција и навистина конечно да се случи, бидејќи пукнате филмот. Ако мене ме прашувате, јас мислам дека никогаш и ниту една влада во Република Македонија немала поголема поддршка од граѓаните како што има оваа влада сега. Одврзани раце, буквално. Одврзани раце и поддршка во сите потези што ги влечи. Меѓутоа има уште многу работа. А мислам дека најголемата обврска стои во менувањето на судскиот систем.
на правосудниот систем, кој е апсолутно девастиран. И довербата му е на маргините на статистичка грешка. Така. Ленин? Јас сум меѓу народот, да кажам. Цело време сум меѓу луѓето, обичните луѓе со кои што цело време зборуваме на различни теми и по сила на работа, движењето му е такво. Најчест коментар е ништо друго не ни остана да веруваме дека овие сега ќе направат нешто. Овие се или ќе не биде или нема да не биде. Ако овие не направат ништо, значи нит ќе се види од нас ни држава, ни народ, ни просперитет. Така да одговорноста кај нив е голема, заложбите мора да бидат надчовечки, честноста мора да биде на прво место, толеранцијата да биде на нула, на нулта точка и да си ја завршат работата, кажав, да тргнат работите нанапред, како што се сега за сега тргнати во повеќе области кои што ги пратиме и да продолжи таа тенденција. Во случај, ако сега на почетокот, каде што се, обично секогаш на почетокот и на кондиционен тренинг, и на било што кога правиш со најголем жар влегуваш, ако сега тој потенцијал што го имаат и таа поддршка што ја имаат од народот, дадена легитимно на избори, апсолутна поддршка имаат апсолутно мнозинство и во парламентот, не го направа тоа, нема на што повеќе да се надева. Меѓутоа, имаме надеж, гледаме резултати, одат работите во нагорна линија, без разлика на сите оние подметнувања, сопки кои што се случуваат, а ги имаат секаков карактер. Мислам дека професионалните медиуми, кои што имаат огромно влијание на пошироките маси на јавноста, треба малку повеќе да ја дадат ветер у грб, да бидат поискрени, пошто ако ја сакаат честност, ако ја сакаат правилната информираност, да ја спречат дезинформацијата, да ги дистанцираат колегите кои што се со одредени задачи одработуваат сосема други агенди, од политички или финансиски, и да се даде поддршка за да утре, ако евентуално било кој од актуелната власт греши, легитимно да го изругаат и да побараат оставка заради тоа што ќе кажат: еве, ние ви дадовме простор, ве оставивме да направите тоа што требаше да го направите, овој човек го направи тоа и тоа, треба да си замине. Знаете ви и на почетокот, обично се дава на секоја влада и првите 100 дена. Јас се чудев и на стартот, кога уште господинот Кристијан Мицковски не беше избран за премиер, беше почнати критиките: еве ги дојдоа на власт, ништо не направија. Па и во тие 100 дена што се изнаслушавме, под голем притисок е, под голем стрес е. Дури мене ме воодушевува воздржаноста, особено и на министерот за внатрешни, кој што бира зборови и гледа што поголем дипломатски и сентиментален речник да употреби за да не влезе во конфликт со тие провокатори од новинарите, што е негова голема доблест и му честитам. Да сум јас од таа страна многу поинаку би изреагирал, за разлика од тој. Меѓутоа, очигледно човекот сака да биде стабилен и да ја заврши работата, особено во вакви моменти како што треба, и да не дозволи да биде испровоциран и да крева тензија. Кажав, надежта кај граѓаните е таа. Тие очекуваат се од оваа власт, комплетна, колективна, како влада, како власт, да направи нешто конечно за овие граѓани и да ги елиминира поголем дел од недостатоците на овој девастиран систем и да воспостави ред. Ќе биде тешко, ќе треба многу закони да се менуваат, да се прилагодуваат, ќе треба храбри чекори, ќе треба да не се обрне внимание на некои притисоци кои што се од пропаганден карактер и не треба да се оди
како што еден период се одеше, чекај дај провери го рейтингот како е по ова прашање, па дали ќе го правиме или нема да го правиме. Мора да се направи. Тоа што вие во агендата сте убедени, мора да си го терате до крај, колку и да има непопуларни мерки, колку и на нас да не ни одговара да не казнуваат за брзо возење, за неносење кај, за невадење дозволи, лиценци и така натаму, или ќе има поголема казнивост, пошто казнивоста е мајка на дисциплината и на редот. Одете во другите држави, ќе видите дури одредени мерки, јас кажувам, ја преминуваат она демократија која што е дадена како нели човечката слобода што е. Нема тамо, бескурпулозни се, значи правиш грешка, плаќаш огромни прекршоци, огромни казни, државата е немилостива, што викаше еден мој пријател, вика кога го застанале некој за да биде казнет, и тој замолил дали може да му прости полицајцот. Тој рекол, јас ке ти простам како личност, меѓутоа државата моја не ти простува и морам да ти ја напишам казната. Така да сметам дека ќе се воведеме до некој ред, да се надеваме, уште еднаш ќе повторам, како што викаме, надежта последно умира, меѓутоа мора сите да соработуваме и да дадеме поддршка кога гледаме дека работите одат во добар правец. Благодарам што во овие тешки моменти за Македонија бевте мои гости. Ми беше чест. Само еден збор. Уште еднаш. Сочувство до семејствата кои ги загубија своите најмили и со нашите молитви сме со сите оние кои се на лекување во нашите болници и надвор од Република Македонија. Амин. Бог да ги прости починатите, на повредените, брзо оповревување и здрави живи да се вратат дома. Амин и од мен. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме утре во нова анализа со новинарите Дарко Јаневски и Христо Ивановски. Живи и здрави секако. Чувајте се. Многу.